Јас ниту лани, поточно во текот на летово, немав многу желба да зборувам за корона и за овие теми. И сега многу за новата тема за вакцините. Немам многу желба за тоа да зборувам. Но затоа денес ќе завршам со тоа, трет дел, со ова преостанато време од 20 на минути. И се надевам другата сабота ќе имаме предавање засновано на Божјата реч. Не дека овие не се засновани на Божјата реч, меѓутоа се повеќе актуелни состојби. Вчера прочитав дека, дури го споделив на мојот профил на Фарсбук, како што го викам од пред неколку месеци, дека еден болничар во Америка, кој што се вакцинирал на 28 декември, се наоѓа во сериозна, тешка состојба. Последно што се знаеме дека се уште на интензивна нега и дека се вложуваат сите можни напори за да се одржи во живот, па дури да се стабилизира по можности и да се опорави. Но денес, сега, попладнево после нашата служба, дома, прочитав вест, иако е вчерашна веста, дека еден американски доктор, кој што се вакцинирал на 18 декември, е сега веќе починат. Дори имав намера да го читам целиот текст, меѓутоа слаба ми е батеријата на таблетот, нема да може да издржи. Оно што го памтам, откако се вакцинирал, дошол дома, на површината на телото, по кожата му се појавија некои црвени дамки. Се вознемирил, се обратил на лекар во болница. Тој самиот е доктор, нели, им се наложува прво на медицинските лица да се вакцинираат, па демек тие вакцинирани нема да се заразувале од вирусот на пациентите со кои што секојдневно доаѓаат во контакт. Ситуацијата во болница му се влошила, бил примен исто така во интензивна нега и таму доживеал мозочен удар и починал. Деноиве го гледав и предавањето на нашиот брат Томислав Терзин, што Данило ми го испрати по имейл. Јас него го знам не лично, но од 90-тите години кога бил во Теолошкиот факултет во Белград, имаше едно списание што го издаваше тој факултет под наслов Теофил, и он уште тогаш објавуваше некои, значи како млад, некои статии во тоа списание. Од тогаш го знам како име, а сега е молекуларен биолог во Канада, значи стручњак, доктор по односно не доктор, него научник по молекуларна биологија. Кога го изгледав близу 2 часа видеото, уште подобро разбрав на кој начин функционира ова Фајзерова генетска вакцина, базирана на МРНК методологијата или генетско модифицирање на клетката. И само би сакал да пренесам тоа што најважно што ми беше за мене, што го запамтив, дека вирусот, како вирус, не ги напаѓа сите клетки во нашето тело, туку само некои, и тие се поврзани со белите дробови, значи со респираторниот систем, само некои клетки, само оние клетки кои што имаат такви протеини на површината на цитоплазмата, за кои што вирусот може да се врзе, значи така му се згодни баш тие протеини, за како клучи брава може некако да се врзе за нив, па кој ќе се врзе може да влезе внатре во цитоплазмата.
И некој да кажам, исто така една битна работа, уште пред Нова година имаше разни од, да не сгрешам душа, да кажам некој полош збор, од неразумните адвентисти, кои што ја бранат вакцината, имаше тврдење дека, значи го повторуваат она глупаво тврдење на бранителите на вакцината и незините застапници, дека вакцината не го менува генетскиот код, затоа што не влегува во јадрото на клетката, каде што се наоѓа големиот джиновскиот молекул на дезоксирибонуклеинската киселија, што ги содржи нашите гени. Но потоа велат дека вирусот, демек, може да навлезе во јадрото на клетката и тоа е тој што може да го промени нашиот генетски код. Томислав Терзин објасни дека тоа е навистина случај со некои вируси и дека тој лично верува дека најстарите вируси што постојат на земјава илјадници години, кои што го имаат и сменето човечкиот генетски код, значи во однос на, да речеме, предпотопните луѓе, имаме малку поинаков генетски код. На некој начин сме генетски модифицирани од самите вируси, меѓутоа овој најновиот коронавирус и другите коронавируси не се такви. Значи, коронавирусот не влегува во јадрото на клетката и не може да го промени нашиот генетски код. Сега навистина ниту вакцината не влегува, на тоа беше глупавата дилема, не е тоа прашањето. Не мора да влезе вакцината во јадрото, за да генетски не модифицира. Како тоа? На тој начин што се модифицира со инструкции што доаѓаат од вакцината молекулот на рибонуклеинската киселина, кој што пренесува инструкции од јадрото, значи од ДНК-та, до рибозомите, односно оние органели во клетката, кои што се надвор од јадрото, кои што се цели биолошки машини, иако микроскопски. И врз база на тие генетски инструкции, овие рибозоми, овие генетски машини произведуваат нови протеини. Како умираат старите, произведуваат нови и така се регенерира организмот. Сега, да повторам, значи вирусот како вирус не ги напаѓа сите клетки во нашето тело, туку само некои и најзгодни му се тие во респираторниот систем, кај белите дробови, за кои што може згодно да се врзе за протеините на тие клетки и потоа тој дури објаснува на кој начин вирусот со некоја техника што ја немаат нашите клетки или нашите било кои материи што нашето тело ги произведува, со некоја своја техника вирусот навлегува на кој начин навлегува внатре во клетката. Тоа е премногу сложено за објаснување. Тој кажа дека лично верува дека најстарите вируси што може дури да влезат во јадрото на клетката и што веќе го имаат до некаде изменето нашиот код, потекнуваат од предпотопната цивилизација, дека тогаш биле произведени. И воопшто кажа нешто што ја од секојаш сум го верувал, но не сум стручњак да го тврдам отворено, но јас од секојаш верував дека вирусите се производ на интелигентен ум. Значи, вирусите не настанале случајно. Вирусите се код, информација и не се живи, меѓутоа, и за тоа исто кажа дека Бог не ги создал вирусите, бидејќи Бог создава само живи организми, но тие се код, тие се информација, како компјутерскиот код. И тоа може да биде дело само на интелигенција, не може тоа случајно да настане. И иако тој не спомна, ние знаеме, тој дури се обиде да објасни, да им помогне на слушателите да разберат која е таа интелигенција, сепак се дело на некоја интелигенција која што далеку ја надминува човечката интелигенција, а не се од Бога. Кој се знаете. И што прави, значи, кога
вакцината го модифицира молекулот на рибонуклеинската киселина, оној што пренесува инструкции од јадрото до рибозомите за производство, за синтеза на нови протеини. Наместо сега информацијата од јадрото, тој ја зема информацијата од вакцината. А информацијата од вакцината не е ништо друго, туку е копија, сегмент на генетскиот код на вирусот. Со која цел? Со цел, и наводно таа копија е складирана во некои мрсни микроскопски, така наречени липиди, и со цел рибозомите, значи машините во клетката, кои што прават нови протеини, да направат протеин со такво рокче, односно, како што изгледа вирусот, COVID, што го викаше он буздован, бидејќи така личи на како велиме ние, Боздоган, да, така личи тоа. Како палка за бейсбол, мислам. Или како изгледа тоа. Се разбере, тоа е микроскопски. И сега, што прави вакцината? Вакцината прави не само оние клетки што вирусот ги таргетира, значи белодробните, туку сега, заради вакцината, сите клетки од нашето тело, значи и оние што немале гајле од вирусот, сите клетки во нашето тело, од сите ткива, да произведат таков протеин што личи на вирусот. Значи, нашето тело е толку опасно генетски модифицирано со вакцината на Pfizer или на Модерна или на... Патем речено, ја порано не кажав, називот Модерна, значи тоа МОД РНА. Значи, генетско модифицирање на рибонуклеин, на молекулот на рибонуклеинската киселина. Значи, со самиот назив признаваат што е тоа и што им е целта. И сега замислите, ако нешто тело самото произведе таков клеточен протеин, кој што е копија на вирусот, за да може па имуниот систем да произведе антитела, и сега потврди и братот Терзен, а и други, има и доктори кои што тоа го тврдат, го цитиравме и Кристијан Перон, професорот од пред 2 саботи, дека сега се очекува, бидејќи ова е нова работа, не се знае, испитувања, искуство немаме се уште, луѓето се првите заморчиња, да се очекува навала на автоимуни заболувања, бидејќи сега сите клетки ќе го имаат вирусоидниот протеин, што самиот нашето тело го произвело со инструкциите од вакцината. Значи, самото нашето тело станува генетски модифициран организам, кој што произведува протеини што не биле предвидени според нашиот генетски код, нашата ДНК. И сега, нашиот систем за имунитет ќе треба да ги нападне. Самото себе телото ќе се напаѓа и ќе се уништува и очекуваме да се зголемат сите видови автоимуни заболувања, меѓу кои исто така беше спомената една црна докторка, чие што видео Фејсбук го цензурираше деновиве, истото го кажуваше, серија на автоимуни заболувања, меѓу кои беше спомената мултиплекс склерозата како најраширена во денешно време. Автоимуно заболување. И сега гледаме дека некои луѓе, медицински лица, умираат. Умираат последици, веќе првите несакани последици, меѓу кои и смрт, се случуваат. Но наркофашизмот продолжува, уште по-безобразно, да сака да го наметне ова убиствено средство, овој отров на целото човештво, и се молиме на Господа тоа да биде спречено.
се молиме на Господа тоа да биде на некој начин суспендирано. Како, на кој начин ќе видиме? Јас се уште не верувам дека ќе настане некоја граѓанска војна во Америка, каде што наводно патриотите ќе кренат револуција, ќе ја соборат наркомафијата од власт, ќе ја испратат низ сите судења до бесилка. Нешто што тврдеа со месеци наназад дека наводно председателот Трамп ќе го направил. Туку работата изгледа дека сето ова што се случува сега таму е со цел одвлекување на вниманието од вистинската опасност. Сега луѓето да се занимаваат со Трамп, со Бајден, со другите, да се занимаваат со магарињата, а не со газдата кој што ги јава магарињата или коњите. Магарињата, демократијата е таков систем каде што газдата е секојаш во позадина, стопан, наместо да биде он како некој крал или цар или император во преден план, не, тој е сега во позадина, ги влече уздите, а коњите се тие што трчаат и сега секој 4 или 5 години коњот се менува, но газдата е ист. Тоа е со прости зборови суштината на политичкиот систем наречен демократија. Се разбере, јас не навивам ниту за монархија, ниту за не знам какви човечки политички системи, туку да, само за Божијата теократија. И тоа не е нешто, како Мирилјо Петрович што се занесува, што луѓето можат да го направат. Туку е тоа Христовото, Божието царство, што самиот Господ ќе го воспостави. Кога ќе затроби седмиот ангел, според Откровението, ако даде Господ, ќе стигнеме да го проучуваме и тоа во контекст на предавањата за теократијата. Оно што исто така интересно во врска со вакцините деновиве е дека се ширеше информација, мислам, минативе 2-3 недели, дека вакцините содржат материјал од абортирани фетуси. И тоа го потврди дури и папата индиректно, бидејќи тој со целиот свој безобразлук излезе во јавноста и рече дека не е проблем што вакцините содржат, не е морален проблем да се примаат вакцините, значи ги охрабри католиците, чија што совест се буни против абортусот, како убиство, како злосторство, прекршок на Божиот закон. Ги охрабро католиците да ја примат вакцината затоа што не е етички или морален престап да се примат вакцини кои што се одржат материјали од абортирани фетуси. Папата тоа го образложи на еден глупав начин. Демек, важно е да се спаси здравието. Гјоа вакцините го спасувале здравието. Па шо дека имаат сега, тоа е како помало зло, демек. Подобро е да се избегне поголемото зло. Со други зборови, замислете човек кој што има такви, се разбира, мнозина во светот, милиони, ако не милиони илјадници, кои што не јадат месо од етички принцип за солидарност со животните, значи да не се убиваат животни. И се замислете некој таков, сепак да почне да јаде месо, речеме кременадли, кебапчиња и било што, со образложение, па сега што да правиме тие, и касапот и така, веќе се убиени животните, и така се убиени веќе. Демек, против сум се уште да се убие живо животно, овца, јагне, јаре, било што, ама сега ова месо што продавница, значи тие веќе се убиени, тоа месо веќе треба ли да... Тоа е аргументот на папата за користење на овие вакцини. И и свинско. Да, че вакцините имаат свинско.
Веројатно ќе им се образложени муслиманите, веројатно и Лома Линде ќе излезе со образложение, нека јадат адвентистите свинско преку Фајзеровата вакцина, затоа што е потребно да се спасат. Да, меѓутоа, како што трансфузијата на крв не е јадење, ама и Јеховините сведоци се забегани во тој фанатизам. Точно, се разбира, тоа се само, така да речеме, поспоредни, поневажни со елементи, аспекти на вакцината, но, што се однесува до абортираните фетуси, Терзин објасни дека руските вакцини не се вакви, значи не генетски не го модифицираат организмот, но и изрази као некој оптимизам дека можеби тие ќе бидат по-соодветни за употреба, но јас од други извори знам дека и руските вакцини содржат абортирани фетуси, што значи и тоа представува морално или етички неприфатливо за било кој христијанин. Значи да беа дури и најсигурни вакцините, без ова друга опасност за генетската модификација што ја зборувавме, да си беше најсигурна како класичните вакцини, било која денешна вакцина за ковидот, само затоа што содржи материјал од абортирани деца, значи е морално и етички неприфатлива за секој христијанин. Со други зборови, христијанин, еве отворено кажаме сите наши гледачи, христијанин кој што ќе ја прифати и руската дори, и западниве вакцини на наркомафијата, кои што содржат абортирани фетуси, со тоа прима во себе и му принесува жртва на Молох, паганското гадно идолопоклонство кое што наркомафијата го практикува и ден денес, во кое што ние би зеле учество како во идолска жртва на гадот Молох, ако и ги примаме овие вакцини во нашето тело. Па што да правиме? Да умреме од COVID, ке речат некои загрижени сограѓани, и тоа за болест која што е 99,9% преживувачка, а не толку убиствена, како што хистеричните медиуми ја представуваа. Да завршаме со тоа дека вакцината, баталија, готова е вакцината, темата за вакцините е завршена, дека во врска со болеста COVID, неколку доктори исто така се огласија, меѓу кој еден француски доктор, што му го заборев името, имаше подолго интервју со него, што го гледав, и други доктори. Сите кажуваат дека споменуваат некои, како што беше овој хидроксиклороквинот, како се викаше, хидроксиклороквин. Имаше еден друг, го заборев. Значи, споменуваат и некои лекови, кои што се повторно лекови на модернава вражбина, на фармацевска индустрија, кои што наводно го победуваат вирусот, односно ја лечат болеста. И јас не ги рекламирам тие лекови, но ќе ви кажам што најмногу удира последниве седмици, дека најефикасно средство против COVID-19 е на прво место витамин D, витамин C, еден природен флавоноид, што се викаше квертецин, мислам, ако не се лажам, и цинкот. Цинкот. Ако човечкото тело ги има овие два витамина, со се цинкот, дури францускиот доктор спомена и некои треви што се корисни, некои билки што се корисни против маларија, исто така имаат добар ефект против ковидот. Да. Значи, браќи и сестри, Господ обезбедил, и драги гледачи, Господ обезбедил средства како да се бориме против болеста. Кога на тоа ќе додадеме молитва и вера и покаяние од нашите гревови, и побожност и верност кон Господа и неговите заповеди, никој ништо не ни може. Ако е Господ со нас, кој е против нас? Вирусот со
99,9% преживување е смешен непријател. Да, мнозина починаа од тоа, но сега умираат млади и здрави луѓе од вакцината. Дури докторот беше опишан, докторот што почина, што се вакцинираше на 18 декември, беше опишан како човек што дури беше физички тренираше, вежбаше кајак, значи на води, заедно со жена му физички секој сабајле излегува на физкултура, значи беше здрав човек кој што немал никакви болести. За да умреш од ковид требаше, според досегашното искуство, за да умреш од ковид требаше да имаш некоја друга болест, некој друг фактор. Па сега ова да ти биде како капак. Сега здрави прави луѓе поздрави од мене да речам, бидејќи физички вежбаат и тренираат секој ден, здрави како дрен луѓе почнаа да умираат од самата вакцина. Заклучок, вакцината, логично бидејќи е генетска модификација на човечкиот организам, е многу по-страшна, по-опасна и по-убиствена за човековото тело. Мислите дека денес ќе завршам, бидејќи сакав да прочитам и некои цитати од Духот на пророштвото, се уште под истата оваа тема, природата на жигот. За жал ќе ги оставиме за следната сабота. Следната сабота на вечер. Но сепак таа тема ќе се вика поинаку. Или ќе видиме. Нека биде и природата на жигот 4 дел. Слава на Господа што имаме средства што тој ги обезбедил и не треба да се плашиме. Јас го разбирам стравот кај мнозина, особено кај неверници, па дури и кај верници ако се постари лица, и лица кои што веќе имаат хронични и други заболувања. Меѓутоа, за оние кои што веруваат навистина во семокниот Бог и се надеваат на Него и Неговата заштита и сила, не постои страв. Нема место за страв. Да, а ние веќе умревме. Со други зборови, како што вели апостол Павле, јас веќе не живеам. Значи, на 17 годишна возраст јас умрев. Го напуштив светот, се откажав од светските задоволства и поидов по тесниот пат. Да, денес имаме големи искушенија на тој пат, но нема од што да се плашиме, како што рече Духот на пророштвото, нема од што да се плашиме, освен од едно. Ако заборавиме како Господ не водеше во минатото. Тој прекрасен цитат, кој што никогаш да не го заборавиме, какви год искушенија да не снајдат, па дури и во оваа неизвестна 21 година. Нека му е фала и слава вечно. Амин. Оче наш, те благодариме уште еднаш на нашите колена за сета Твоја благодат, сите Твои дарови, сите Твои милости од минатото на нашиот живот и нашата вера. Те благодариме што и денес, иако не чекаат, макар и за кратко време, сепак најголемите искушенија што ќе го снајдат светот во неговата историја, најголемите неволји и прогонства на Твојот народ, сепак со радост и со оптимизам влегуваме во новата година. За нас неизвестна, но Ти ја знаеш до најситни детали, како и било која наредна. И се надеваме само на Тебе. Те молиме, Господи, води не, очисти ги нашите срца, очисти ги нашите мисли, нашите усти, допринесо Твојот зажарен јаглен од небесната светиња, од небесниот олтар, за да бидеме и ние свети
и очистени како пророкот Исаија, за кого денес прочувавме. Води не во оваа нова седмица. Благослови не. Особено те молиме за нашите болни и немокни, сестра Мимица, Катица, брат Стојан, сестра Стевка и многу други. Нека биде волјата Твоја, Господи, а тоа те молиме и ти благодариме во Христово име. Амин.